Беше тоа на 23 март 1901 година, кога се случи тиквешката афера во која турските власти преземаат голема акција во Кавадарци и 9 села, во кои е пронајдено оружје, пошто биле извршени големи апсења. Во Ресава се уапсени 22 селани, Чемерско 10, Сирково 5, Бошава 8, Галиште 10, Бојанчиште 15 и Кавадарци 18 луѓе. Сите биле однесени во Еди Куле, во Солун, каде се осудени на казна затвор од 3 до 101 година. Неколкумина од затворените, не можејќи да ја издржат тортурата, се самоубиле. На 23 март 1906 година загинал Ѓорги Сугарев, учител, македонски револуционер, учесник во Илинденското востание, битолски околиски војвода. Завршил екзархиска гимназија во Битола, а учителствувал во Кичевско и во Битолско. Бил секретар на Битолскиот револуционерен округ на Македонската револуционерна организација. Како окружен војвода и делегат од Битолскиот крај, учествувал на Смилевскиот конгрес во 1903 година. Како горски началник на Пелистерскиот реон и ревизор на четите во Битолско, Ресенско и Демирхисарско, учествувал во Илинденското востание во 1903 година, а во 1904 учествува и на Прилепскиот конгрес. Загинал, речиси, со целата чета во борба со османлиската војска над Параловскиот манастир во 1906 година. Некогашниот битолски учител Сугарев е еден од најопеаните илинденски јунаци и еден од најблескавите и најхрабрите македонски синови. Беше тоа на 23 март 1940 година, кога е роден Ристо Шишков. Во 1942 година Ристо ја доживува трагичната судбина на 10 бегалци. Преку Бугарија во 1945 неговото семејство доаѓа во Струмица, каде тој се школува. Завршува Академија за театар во Белград. Во 1962 година дипломира на Театарската академија во Белград на осекот за глума. По 2-годишната работа во Југословенското драмско позориште во Белград, Шишков доаѓа во Скопје и од 1 октомври 1964 година станува член на драмата на Македонскиот народен театар. Станува еден од најдобрите глумци во Македонија и пошироко. Но во 1979 година доаѓа во конфликт со тогашните власти. Шишков дава се од себе за да ја докаже и покаже македонската вистина, но по кратка постапка, на 15 јануари во 1980 година беше приведен и затворен, а потоа измачуван, тепан и почина на 17 јуни 1986 година во Скопје. На 23 март 1955 година е родена Вера Велјановска, атлетичар, битолска и македонска атлетска гордост со настапи ширум Македонија, Југославија и светот. Учесник е на 3 балкански првенства, на 3 европски првенства, има соборено 2 државни рекорди, 5 пати југословенска шампионка, со освоени 35 медали, од кои 17 златни, 15 сребрени и 5 бронзени. Беше тоа на 23 март 1977 година, кога е роден Трајче Стојанов. Дипломирал во 2001 година на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при УКИМ Скопје. Таму магистрирал и докторирал, специјализирал на Московскиот педагошки државен универзитет во Москва, Русија, каде работел на докторска дисертација под менторство на професор Михаил Маслин од Универзитетот Ломоносов Москва. Реализирал постдокторски престој на Универзитетот Сент Олаф во Нортфилд, Соединетите Американски држави. Избран е за почесен професор на МСП и Москва, Русија, како и визитинг професор на European and Globalization Studies во Загреб, Хрватска. Добитник е на 8 ноемвриската награда на град Штип, како и на признание од Фондацијата Достоевски за особен придонес за промоција на руската литература и култура. На 23 март 1992 година, последниот војник на некогашната JNA ја напушта територијата на Република Македонија.
Беше тоа на 23 март 1994 година, кога Министерството за односи со странство на Република Македонија, преку амбасадата на Република Македонија во Турција, примило нота од Министерството за надворешни работи на Казахстан, со која се известува дека оваа земја ја признала нашата држава. На 23 март 1994 година во Скопје е одигран првиот меѓународен фудбалски натпревар меѓу фудбалската репрезентација на Република Македонија и фудбалската репрезентација на Република Словенија. Резултатот беше 2:0 за Македонија. Беше тоа на 23 март 1996 година, кога во Скопје Соединетите Американски држави официјално го промовирале првиот американски амбасадор во Република Македонија, Кристофер Хил. На 23 март 1997 година, генералниот секретар на НАТО Хавиер Солана допатува во прва официјална посета на Република Македонија. Беше тоа на 23 март 2001 година, кога во Скопје во издание на Ник Прес е промовиран првиот број на неделниот магазин Актуел. 23 март е светскиот ден на метеорологијата.